Во 2015 година се постигнати нови 12 рекорди во македонската атлетика, но високото раководство на Атлетската федерација на Македонија, Денес од Штип, порача 2016 година е полна со предизвици и веруваме во нови и големи резултати во овој спорт. Верувам дека 2016 ќе биде далеку поуспешна, затоа што имаме еден тим многу добар, кој што работиме тимски и одлучуваме тимски и верувам дека и така ќе продолжиме по 2016 година. Олимпискиот комитет во 2016 многу повеќе ќе вложи за олимписките кандидати, ќе се организира многу повеќе подготовки. Согласно од критериумите, Ристо Пандов е прогласен за најдобар атлетичар за 2015 година, додека во конкуренција на понежниот пол најдобри резултати има постигнато атлетичарката Дрита Ислами. Несомнено, пред овие, но и пред останатите атлетичари се наоѓа една година полна со предизвици. 2016 година е олимписка година, така да тоа е прво приоритетно е Олимписките игри во Рио, нормално, сонот на секој спортист. Потоа имаме богат календар, затоа што веќе уште во сала зимскиот период имаме Балкањада во Истанбул во февруари, во март месец имаме светско првенство во Портланд во сала, така да потоа се префрлаат активностите на стаза, следуваат Европското првенство, најбитно за нас Европско првенство во Амстердам, првите европски игри за мали земји, каде што за прв пат ќе учествуваме ние во Малта. На редовниот работен состанок кој се одржа денес во Штип, покрај плановите за 2016 година се разговараше и за многи други прашања. Извршниот одбор согласно своите статутарни обврски има задача да ги верифицира рекордите, да ги верифицира ранглистата по резултати. Се разгледува извештајот за постигнатото од 2015 година, предлог програмата за 2016. Едно е сигурно, врвни резултати се постигнуваат со врвни услови за тренинг, соодветна опрема, многу напор и желба за успех. Дел од ова зависи од самите спортисти, но поголем дел треба да обезбеди Атлетската федерација на Македонија.